И по 4 години од официјалната најава се уште го нема автопат од Скопје-Блаце, долг само 12 километри. Според последните информации кои што ги објави министерот за транспорт Александар Николовски, една од причините можеби е желбата за финансиски профит на функционери од претходната власт. Постојат сомнежи дека видни лица од поранешната владеачка партија ДУИ си купиле земјиште на трасата, каде треба да поминува автопатот со цел голем финансиски профит при процесот на експроприација. Да бидам директен, за да нема пак манипулации. Јас сум да се изгради Скопје-Блаце и ќе се изгради, но по реална цена и без манипулации. И еве уште еден предизвик, дали на оваа нова траса, во делот што треба да се експроприра, нови собственици на земјиштето станале одредени функционери на ДУИ во периодот кога се проектирала трасата. Овој проект беше една од најголемите цели на поранешната власт, а главен координатор беше поранешниот прв вице-премиер Артан Груби. Тој дури најави дека до крајот на мандатот на поранешната власт, што беше пред 3 месеци, би требало да биде завршен овој автопат заедно со целиот коридор 8, но се уште далеку од готови се и автопатот и коридорот. Целиот овој дел од патот од Блаце па се до Скопје ќе биде ново решение за нашите граѓани, истовремено преку заобиколницата ќе можат исто да се поврзат и со коридорот 8, кој што се надеваме дека до крајот на овој мандат ќе биде целосно завршено, ако нема некои моменти кои што секако би не изненадиле во текот на работата. Околу проблемите со изградбата на овој автопат Николовски говореше и предходно, вели направен бил проект кој е тешко да се изведе со напумпана цена која го прави меѓу најскапите автопати во Европа. 12 километри, 6 километри се тунели, кои што се многу тешки за изведба. И нас може да ни се случи истото како кон пругата со Бугарија, покрај да кошта прескапо автопатот, во моментов веќе проценатата вредност е 240 милиони евра, што е 20 милиони евра по километар, слично како со пругата. Второто прашање е дали тоа воопшто може инженерски да се изведе. Затоа што вие едно е да цртате патишта во канцеларија, второ е да ги изведете на терен. Од автопатот кој чини 250 милиони евра за 12 километри по 4 години изградени се само 2 километри кои може да бидат пуштени во употреба. Ова е само дел од 12 километарскиот автопат Скопје-Блаце кој што Македонија има обврска да го изгради од своја страна. Иако најавен пред неколку години, се уште не е пуштен во употреба. Според најновите информации, функционери од ДУИ си купиле земјиште на трасата кај што треба поминува овој пат со цел да направат големи профити преку процесот на експроприација. Слична ситуација како со Скопје-Блаце е и со пругата кон Бугарија, вели Николовски, и таму била избрана најтешката траса преку планински предели, каде изведбата би била прескапа, што исто така остава сомнеж за намерно пумпање на крајната цена за проектот. Како што кажа, претходната власт проектирала 2 тунели под Крива Паланка, нешто што според Николовски не може да го направи ниту една Швајцарија.